За 10 години злоупотребени и испрани 100 милиони евра од општина Струмица, или во просек 10 милиони евра годишно, покажува анализата на балканската истражувачка мрежа Balkan Analytic Group, пренесува порталот Журнал.нет. Според информациите, агенцијата која се занимава со финансиското работење направила комплетен скенинг на трошењето на општината, при што забележано е дека општина Струмица е едно од ретките места во Европа каде јавните финансии од општинската каса редовно се слеваат на сметките на помал број на фирми, кои важат за блиски на градоначалникот, правејќи затворен круг на вртење на парите на граѓаните, односно од општинската каса на сметките на фирмите кои се блиски на градоначалникот. Главен извор на злоупотреби се во делот на финансиското работење, јавните финансии како и трошењата на општината при набавка на јавните добра. Согласно експертската анализа, најголем дел од средствата се злоупотребувани преку јавните предпријатија. Општината е со стабилни приливи на пари, но со милионски денари долгови на јавните предпријатија, стои во анализата на Balkan Analytic Group. Во анализата стои и заклучокот дека градоначалникот Зоран Заев, иако беше фатен на видеоснимка како бара подкуп, сепак уште нема правна разрешница на ова. Струмица е посочена како за пример за една од најкорумпираните општини во Источна Европа, а транспарентноста е оценета со најлоши оценки, индекс 7 од вкупно 8 поени, пишува Журнал. Инаку ваквиот извештај кореспондира со бројните скандали кои се врзуваат со работењето на Зоран Заев, како и сомнителните тендери кои се доделуваа на фирми на Заеви. Извештајот е една од меѓународните потврди за незаконитото работење на Заев. Бројката од проневерени и испрани над 100 милиони евра за претходните 10 години целосно кореспондираат со управувањето на општината од страна на Заев, кој во последните 12 години е прв човек на Струмица. Истражувањето е спроведено врз општините на земјите од Западен Балкан. Balkan Analytic Group својот извештај ќе го презентира детално и во Македонија во наредниот период.